Вести на Канал 8. Добар ден. Предадена во употреба ново поплачената улица Ванчо Прке во Виничкото Ромско Мало и новата водоводна линија на улиците Гоце Делчев и Македонска. Министерот без ресор Неждет Мустафа при посетата во Виница најави нови проекти како дел од програмата Декада на ромите. Покрај средношколците, стипендии ќе добиваат и ромските студенти. Министерот без ресор Неждет Мустафа во работна посета на општина Виница ја пушти во употреба ново поплачената улица Ванчо Прке во Виничкото Ромско Мало и новата водоводна линија на улиците Гоце Делчев и Македонска. Вредноста на инвестицијата која општината ја реализираше минатата година преку Декадата на ромите чини околу 2 милиони денари. Благодарение на соработката со министерот Неждет Мустафа досега имаме остварено и реализирано неколку проекти. Јас овде би ги спомнал улицата кај што сега се наоѓаме, Гоце Делчев, која што изградивме минатата година. Пред минатата година изградивме, почнавме со градба една улица овде исто така во Ромското Мало, која што оваа година ја завршивме, и за мене еден најважен проект што го завршивме оваа година е изградбата на канализационата мрежа низ центарот на Ромското Мало во Виница. Министерот ја посети и градинката Гоце Делчев, како и училиштето каде учат најмногу ромски деца Славчо Стојменски. Заклучокот од посетата е дека општина Виница е една од општините од истокот која посветува најмногу внимание на ромската етничка заедница. Доказ за тоа е дека следната година ќе се инвестира во уште еден покрупен проект асфалтирање на главната улица во ромското Виничко Мало. При посетата министерот најави дека освен стипендирањето на сите ромски средношколци кои во Виница се вкупно 15, стипендии ќе добиваат и студентите роми. Вакви улици, како што гледате вие самите, 5 децени во ромските населени места се немало. Со успех на декарата и со големата желба на градоначалникот на вашиот град и на другите градоначалници во Република Македонија, гледката на ромските живеалишта е таква. Ние ќе продолжиме со оваа кондиција понатаму да го подигнеме животниот стандард, квалитетниот животен стандард на ромите и да ги доведеме до еднакво ниво со сите граѓани, за да не се случува гледката која што имавме порано. Охрабрен сум од ова голема мотивација на градоначалникот, останам цврсто на ветување дека декадата и понатаму ќе продолжи со иста кондиција, а дека се подготвуваме веќе од наредната година покрај стипендирањето на средношколците, ќе ги стипендираме и ромските студенти. Жителите на Ромското Мало го искористија присуството на министерот да ги искажат проблемите со кои се соочуваат и да го кажат она што им недостасува во поглед на инфраструктурата, како и за невработеноста како главен и основен проблем посебно кај младите роми. Изборниот карван во третата изборна единица в пресред на председателските и можните предвремени парламентарни избори. НСДП го почна со трибина во Кочани, на која гостуваше и лидерот Тито Петковски. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против 45 годишниот ВЈ од Кочани, службено лице во АД Македонска пошта Скопје подружница Кочани, за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување и продолжено кривично дело послужување во службата. Во текот на 2013-та пријавената спротивно на одредбите од упатството за вршење платен промет во земјата, паричните средства уплатени од физички лица по основ на платени фактури за електрична енергија и воден надомест ги присвојувала за себе, при тоа стопирајќи ги сметките, а некои не ги евидентирала. Од трансакциони сметки на 9 лица со налози за исплата на готовина подигала парични средства и ги користела за себе, а потоа со уплатница повторно им ги плаќала на сметките. На овој начин, пријавената неовластеност се послужила со 1.829.387 денари, противправно за себе присвоила 39.304 денари, а го оштетила друштвото за 27.429 денари. На трибината во Кочани, одржана во мултикултурниот центар, своје обраќање пред членовите и симпатизерите има лидерот Тито Петковски и председателот на општинската организација Сашко Стефановски.
Според Петковски, лошата економија, секојдневното задолжување на државата, вработувањето по партиски клуч, доведувањето на странски инвеститори кои вработуваат лица за минимална плата, партизирано судство, полиција и администрација, заплашување на народот е она што полекано сигурно ја уништува државата. Инсталираа неофашизам во Македонија. Нема дебати, нема дуели, нема спротивставување на концепти. На Груевски не му паѓа на памет да ја внесе Македонија во Европската Унија, а ВМРО ДПМН е стана занимање во Македонија. Тие сметаат дека имаат право над македонците, рече лидерот Петковски. Председателот на општинската организација на НСДП Кочани, Сашко Стефановски пак, рече дека на Кочани порано се гледало како на бели дробови на Македонија. Можевме да бидеме истраце на источниот регион, но за жал останавме само слепо црево. Град во кој никој не сака да живее. Познатите светски брендови на македонскиот работник му нудат 130 евра месечно, сума што во нивните матични земји работниците ја земаат за само еден ден, рече тој. Да и покажеме на Европа дека Македонија е држава во која живеат прогресивни и слободоумни луѓе. Да и покажеме на Македонија дека Кочани повторно може да биде пристојно место за живење, порача Стефановски од трибината во Кочани. Лидерот Петковски во Кочани допатува во придружба на пратеникот Горан Нисовски. Присутен на трибината беше и председателот на општинската организација Виница Венцо Војнов, како и членови на коалицијските партии. Општина Виница ќе добие мултикултурен центар со етно-соби и просторија за одржување на семинари и состаноци. Проектот финансиски е подражан со средства од источнопланскиот регион. Покрај ова, во најава е изградба на музеј и затворен градски пазар во општината. Местото каде порано во Виница се наоѓале централните градски бањи, што сега е запуштено и се наоѓа во руинирана состојба, наскоро ќе се среди и ќе стане функционално. Пред 2 години општината изработи проект овој објект да се среди. Имено, годинава преку источнопланскиот регион се обезбедени 3 милиони денари, пари со кои Виница ќе добие мултикултурен центар. Во проектот за изградба на центарот, општината учествува со 1 милион денари. Во овој мултикултурен центар ќе имаме 2 етнособи и една поголема просторија, една сала за одржување на семинари и на состаноци. Ова е дел од урбанистичкиот план кој што го работиме овде на стариот градски пазар, значи не застануваме овде, продолжуваме со изградба на затворен градски пазар кој очекуваме да почне наредната година. Оваа година треба да средиме планската документација и потоа ќе се продолжи со изградба на културен центар и на музеј на делот каде што сега се наоѓа старото кино. Тендерската постапка за најавениот проект започнува следната недела и откако ќе се избере изведувач на работите, ќе започнат градежните активности. Според планираното, центарот треба да биде готов во месец август, која ќе биде пуштен во употреба. Започна уредувањето на просторот во близина на црквата во Оризари, каде порано се наоѓаа времени објекти. Иницијативата што граѓаните ја искажаа минатата година е прифатена од општината и ова место наскоро ќе се пренамени во паркинг со придружни содржини. Нов уреден паркинг простор ќе добијат жителите на Оризари во близина на црквата Свети Атанасий. По отстранувањето на бараките што со години стоеја напуштени, а локацијата беше обрасната во трева и грмушки, од неодамна започнаа градежни активности за нејзино комунално уредување. Од општината велат дека за комплетна изведба на проектот ќе се потрошат околу 1,5 милион денари. Се работи за еден простор во форма на триаголник кој има квадратура од околу 1200 метри квадратни. А во целина, по урбанистичкиот план се работи за јавно-прометна површина на која локалната самоуправа води грижа. Тука се поместени паркинг места, паркиралишта. Во нашиот проект ние имаме предвидено за 10 возила. Потоа има дрворед и задржуваме функцијата на тротоарите. Како дел од уредувањето на просторот се гради и собирна шахта за атмосферската вода со испуст во Оризарска река. Со тоа ќе бидат надминати проблемите со поплавувањето на околината, што се јавуваше при поројни врнежи. Според одговорните во локалната самоуправа, на локацијата ќе се постават бехатон плочки и ќе се направи ново хортикултурно уредување. Се очекува градежните и придружните работи да завршат до крајот на март. Истовремено со оваа активност тече уредувањето на околината на кружниот тек на улицата Тодосија Паунов, посебно за тротоарскиот дел.
се работи за една должина на истиот од 75 метри квадратни, а со различна широчина помеѓу 3,20 и 3,60 метри. Таму е карактеристично да се спомене дека настојуваме целата инфраструктура што е затечена да биде и понатаму во функција, бидејќи имаме премногу голем број на шахти. Од сите куки тука се направени приклучните шахти и од канализацијска и од водоводна мрежа. Средствата за уредување на околината на кружниот тек се дел од предвидената финансиска програма за негова изградба. Градежните работи се при крај и се очекува целиот простор да биде комплетиран до крајот на неделата. Православните верници викендот го прославија празникот посветен на светиот великомаченик Харалампи. Божествена литургија и народен собир се одржа кај манастирот посветен нему, што се наоѓа во планинското мало Шутевци во атарот на село Пресека. Голем број православни верници се собраа викендов кај манастирот Свети Харалампи, сместен на падините на Осоголските планини во атарот на селото Пресека. Поводот беше одбележувањето на празникот посветен на светецот, а за многумина тоа беше можност и да се излезе во природа и да се престојува во пријатен планински амбиент. Со сесрадна ангажираност на неколку верници од Кочани, околината на манастирот постојано се доградува и доуредува. Од пред неколку години пробиен и пристапен пат, па може да се стигне и со моторни возила. Манастирот Свети Харалампи постои неколку децении, а изграден е на место каде според преданијата на сон на една жена и се јавил светецот. Со својата изграда е почнат во 70-тите години. Моје сознание е дека манастирот го има осветенот денешниот архиепископ господин Стефан. Како што гледаме еве покрај наши кочанчани, оризарци, имаме повеќе верници од кои што се дошле еве од Штип. По божествената литургија во име на светецот Свети Харалампи беше осветена и празнична погача, а се избираше и кум на прославата за догодина. Верниците кои дошле да побараат здравие и мир на душата, рекоа дека местото каде што е сместен манастирот ги прави посебно спокојни и со своите 900 метри надморска височина е вистинска воздушна бања. Секоја година гледам масовноста е се поголема, значи луѓе се повеќе и повеќе. Првите години кога доаѓаме имаше 2-30 човека, сега од прилика 120-30, можда и повеќе. Значи секоја година е се повеќе присутен народо. Јас сум од Штип. Има доста луѓе од Штип што се дојдени, значи едини манастир Свети Харалампи е у Македонија. Манастирот располага со кујна и надкриен дел за ручек за гостите, а се планира проширување на паркинг просторот и хортикултурно уредување на изворот за вода, што се наоѓа во непосредна близина. За гостите кои дојдоа на прославата беше подготвен празничен ручек, а не изостана славето со музика и оркестарот со изворни народни инструменти. 2/3 награди за учениците од основното училиште Гоце Делчев од Виница на државниот надпревар по англиски јазик што се одржа во 5-та приватна гимназија на факултетот ФОН. Секоја година учествуваат на државни надпревари и се враќаат со победи и освоени места. Учениците од основното училиште Гоце Делчев од Виница и годинава покажаа дека добро се снаоѓаат на државните надпревари по англиски јазик. Во силна конкуренција на државно ниво освоија 2/3 места. 2/3 места се ученичките Љупка Јованова и Габриела Лазарова. Од учесниците имаше 511 деца, 82 училишта со 86 ментори. Сат и пол време има децата за решавање на тестот. Те се состои од 3 дела. Првиот дел е читање, разбирање на прочитан материјал, вториот дел е употреба на англиски јазик, use of English, и третиот дел се однесува на познавање на британска култура. Освен личната сатисфакција што имаат учениците дека се меѓу првите во државата, 5-та приватна гимназија обезбедува и стипендии за најдобрите. Сега овие ученички ќе имат можност, колку сака се запишат во 5-та приватна гимназија, ќе имат одобрено, мислам дека е 50% стипендија оваа година. Подготовките за државниот надпревар започнале од септември минатата година, кога се одржал училишниот надпревар и согласно освоените бодови, двете ученички се покажале како најдобри да го представуваат училиштето на државниот надпревар. Оставив 3-то место, така што сум многу задоволна со мојот успех. Од минатите години, за разлика од нив, беше малку потежок, бидејќи имаше им нешто повеќе ученици од минатите години.
Со освојувањето на 2/3 награди на државниот надпревар по англиски јазик, уште еднаш се покажа дека во училиштето сериозно се работи на унапредување на наставата. Се практикува квалитетна настава и затоа произлегуваат добри ученици. Се повтори минатогодишниот успех, кога учениците од државниот се вратија со 1/2 и 1/3 награда. Тие се активни и на други полиња и предмети, вели директорката на училиштето Розета Донева. Дека нашите ученици вредно работат, доказ се и книгата Јас и мојот град, која се издаде од творби на ученици кои конкурираа на темата Творам за Македонија во организација на Фондацијата Никола Клюсев. Значи ученичките Ана Павлова и Тамара Ристова своите творби кои беа успешни и од страна на комисијата се одлучи да се сместат во оваа книга. Со тоа се исто така продолжува традицијата на Основното училиште Гоце Делчев Виница и минатата учебна година имавме доста успех. Беа наши творби од наши ученици сместени во ваков тип на книга, така да и оваа година го повторивме успехот и се надевам дека идните ученици наши ќе имаат вакви или слични успеси. Петата приватна гимназија на факултетот ФОН од пред 3 години започна со организирање на републички надпревари. Учениците од Гоце Делчев на надпреварот учествуваат уште од самиот почеток и ги покажуваат своите знаења во англискиот јазик. Марија Крстева е вешта жена на Кочани за 2014 година. Со убаво подготвена трпеза на тема фризерски салон ги собра гласовите на публиката и ќе го представува градот на републичката манифестација, што ќе се одржи на 9 и 10 мај во Тетово. Прво учество и веднаш победничка. Марија Крстева со темата фризерски салон ја воодушеви публиката со својата убаво украсена трпеза, покажувајќи ги вештините во кулинарството. Собра најмногу гласови од публиката и се закити со титулата Вешта жена на Кочани за 2014. Ќе му представува градот на републичката манифестација во Тетово. Дали ја очекуваше наградата? Искрено не. Надпреварувам се само за забава. Прв пат се надпреваруваш и еве вешта жена на град Кочани. Ти ќе го представуваш Кочани на републичката манифестација во Тетово. Да. Подготвена си? Подготвена ќе се подготвиме. Годинава 4 надпреварувачки собраа храброст, одвоија време, вложија труд да подготват свечено украсени трпези, што на крајот им се исплати. Според гласовите на жири комисијата кои го сочинуваат жени победнички на општински манифестации од повеќе градови од државата, прво место во категоријата сервирање доби надпреварувачката Емилија Левкова со темата Невестински фустан. Прво место за декорација на десерт освои надпреварувачката Анета Лазарова со темата Христовото раѓање. Во категоријата декорација на главно јадење најмногу гласови доби годинешната победничка Марија Крстева. Прво место во категоријата Општ впечаток освои Марија Мишева со темата FIFA спорт. Марија годинава беше и општински организатор на манифестацијата и како надпреварувачка која 3 години учествува во Вешта жена, доби пехар во трајна собственост. Сите учеснички добија диплома од Вешта жена и подарок од генералниот спонзор Орифлейм, како и цветни аранжмани од цекјарница Флора и од оранжериите Добра. Вешта жена од минатата година се прошири надвор од границите на државата. Македонките, вештините во кулинарството го покажаа и во Швајцарија. Од 4 до 11 февруари избиравме вешта жена во Швајцарија, каде што учеснички беа нашите македонки. Главната поента ни е македонките каде да се во светот, на вашето прашање да одговорам, дали се вешти, значи каде да се во светот, тие се вешти само не во приготвување, во пречекување, во на работното место и мислам дека тој синдром што го имаме ние позитивен, во позитивна смисла можеме да го пренесеме сегде во светот. Водителка и годинава беше атрактивната Ирена Спировска.
Јас на шега велам дека вештите жени мене ми израсна, затоа што кога почнав да ја водам манифестацијата пред 20 години, навистина бев многу млада и од самите почетоци, гледајќи ги масите што ги подготвуваат жените низ цела Македонија, секогаш велев штета што оваа манифестација се одржува само кај нас, штета што не може и надвор да видат луѓето колку се вешти македонките. Од минатата година на иницијатива на жените македонки во Швајцарија се одржува вешта жени во Швајцарија. Така, и оваа година во февруари јас имав можност да отпатувам таму, да бидам дел од манифестацијата и сите што беа присутни таму, имаше околу 300 гости, беа фасцинирани од тоа што жените македонки го подготвиле. Манифестацијата Вешта жена има за цел да ја представи современата македонска жена, која во 21. век успева да има и кариера, да биде добра домакинка, сопруга и мајка. И тоа е за секоја пофалба, беше кажано на манифестацијата. Покрај забавата, жените имаа можности да добијат награди од спонзорите. Главна награда од традиционалната лотарија беше патување на островот Крк во Хрватска со вештите жени, во кое неизбежно е незаборавното дружење. И годинава се одржа традиционалната ловечка вечер во Кочани. Во преполната сала на ресторанот Аледар, ловците од регионот заеднички се дружија и забавуваа до доцните часови. 2013 година оценета како успешна за ловците од Кочанско. Во ресторанот Аледар се одржа традиционалната ловечка вечер, чија цел е дружењето на ловците од регионот и да се соберат ловџиите на едно место барем еднаш во годината. Ебоциравме многу спомени, поминавме убава сезона. Имаше настани, случки, имаше позитивни и негативни, да речеме, работи во однос на ловот, така да ред тие работи да се споделат меѓу ловците и да се круни се ова добро завршена сезона. Кажавте добро завршена сезона, што значи тоа? Тоа значи дека добро дружење, добра забава, добар отстрел. Главната награда ловечка пушка Бокерица, која што ја доделува ловното здружение Осогово од Кочани, ја доби Оливер Шахинов. Па веќе 20 години сум ловчија, член на ловечко здружение Горица од Чешиново. Повеќе пати присутен сум на оваа забава од ловното здружение од Осогово и благодарност до истото што ми ја додели оваа награда. Освен тоа, имаше и други вредни награди, зајаци, фазани и фотроли за пушки, како и диво прасе. Ловџиите задоволни од изминатата ловна сезона. Па 2013, значи добав печаток, имам остело едно годин. Значи па мислам дека оваа година дека добро поминав. Дали некој што тебе не вол? Не. Имам видено на хајки, значи ја немам и одстрелено немам. Колку често одите на лов и што представува за вас ловчество? Значи секој ловен ден што е во ловниот календар, секој сум присутен на ловиштето, дека се лови. Во ловжиство сум скоро 14 години. Па што знам, не може да кажеме некоја случка едно друго, не може да кажем нека ситуација, ама нема лоша година за нашата група. Имаме добри прилики и лоши, и така. Па може, убави се приликите кога нешто се улови, знаеш, и кога седнеме така да направиме расположение, разбираш. Тоа е. Па дива свиња највише ловиме. У мојата кариера имам 5-6 волка утепано. Ловното здружение Осогово од самото постојање од 1924 година до денес бележи многу успеси и падови. 2013 и 2014 може да се одбележи како година на ловците, бидејќи ја покажале својата организираност и во тешките моменти застанале на страна на здруженијето. Моментално здруженијето вбројува 350 ловџи. Тоа покажува дека во Кочанскиот регион ловџиството е главно хоби и задоволство кое и понатаму ќе се негува, рече претседателот Данев. Ловџиите ги забавуваше атрактивната Татјана Лазаревска и групата Милениум од Кочани. Следуваат информациите од спортот. Женскиот фудбалски клуб Кочани со 2 пораза се врати од гостувањето во Ниш.
Викендов таму одигра 2 меѓународни контролни надпревари со екипата на Машинец. ЖФК Кочани не помина најдобро во Ниш ако се суди резултатски. Забележа 2 пораза во исто толку надпревари, од кои правиот убедлив, а според тренерот Јовановски, резултатот не бил во преден план од ова гостување. На овој надпревар отпатуваа 17 девојчиња, не отпатуваа 4 девојчиња кои што поради оправдани причини не можеа ни да настапат. Одигравме 2 надпревари, контролни, ги пробавме сите девојчиња и двата надпревари ги загубивме. Првиот надпревар со резултат 6-7, а вториот надпревар со резултат 2-1. Меѓутоа резултатот ни беше во втор план. Во прв план ни беше да воиграме екипата со новите засилувања и да можеме што подготвени да го дочекаме почетокот на новото првенство. ЖФК Кочани во пријателски Ниш имал коректни услови за игра и сместување. Српскиот праволигаш е професионална и екипа со традиција, формирана во 70-тите години на минатиот век, 24-кратен освојувач на титулата во домашното првенство. Можам да кажам дека сме задоволни од гостопримството на домаќините, исто така од одиграните надпревари и дека ова ќе биде едно добро искуство за нашата понатамошна работа, соработка со останатите клубови и се надеваме дека подготвени ќе опречекаме почетокот на првенството. Двата меѓународни контролни надпревари против Машинец се одиграа на стадионот во Делијски Вис, своевидно предградие на Ниш. Пролетниот дел од првенството ќе започне за помалку од 2 недели, а ова е единствената контрола што кочанските фудбалерки ќе ја имаат пред продолжението од сезоната. ИДНИНАС и се реваншираше на бугарската Спортика за минатонеделниот пораз. Во Оризари викендов забележа убедлива победа против оваа екипа. Домакинките беа посебно расположени за игра во второто полувреме, во кое постигнаа 3 гола за конечни 4:1, откако на полувреме се замина со минимална предност од 1:0. Најефикасна со 2 постигнати погодоци во домашниот состав беше Георгиева, по еден постигнаа Димитровска и Атанасова. ИДНИНАС доминираше во текот на целиот надпревар, имаше поголем број шанси и сосема заслужено дојде до убедлив триумф. Минатата недела тимот од Оризари загуби на гостувањето во Благоевград со 1:2, а Спортика остави впечаток дека е физички поподготвена екипа, иако неделниот надпревар даде сосема поинаква слика. Но тогаш ИДНИНАС играше без новите засилувања Ширета Брахими, Даниела Ристевска и Маја Станковска, кои во црвениот дрес заиграа во возвратниот надпревар и ги оправдаа високите очекувања од нивниот ангажман. Во составот на ИДНИНАС за овој надпревар не беше капитенот Бојана Стојанова, која се пожали на повреда. Мала сенка на позитивниот резултат фрли инцидентот на теренот, кога Брахими со глава ја спружи на земја својата колешка Ана Димитровска, која заработи фрактура на носот. А главната судика, почитувајќи ги најстрогите правила, се реши да им додели црвен картон и на двете домашни фудбалерки. Судиското трио, делегирано за овој надпревар, беше составено од судијки со интернационална значка. Надпреварот предизвика голем интерес и привлече бројна публика на трибините. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!